Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пред една недела во пожар во дискотеката во Кочани Пулс загина 59 млади луѓе. Последните податоци од надлежните институција отворија прашање и покажа низа слабости во системот. За еден од нив денеска ќе разговараме за сегментот во градежништвото, ќе зборуваме со професорот и декан на градежниот факултет, господинот Горан Марковски. Господине Марковски, една од пораките на собирите во чест на починатите луѓе беше ако се е по закон, немаше да има крв. Колку оваа фраза ги опишува проблемите и во градежниот сектор? Да, целосно ги опишува. Значи, ако се било направено согласно законите и прописите и стандардите кои што се во областа на градежништвото, особено оние кои што се поврзани со заштита од пожари и експлозии, апсолутно крв ке немало, односно дури и да се случил пожар, зашто во тој случај би постоел многу мал ризик, последиците од него би биле незначителни. Така што пораката која споменавте, мислам дека најкусо и можеби најточно ги опишува причините за оваа голема трагедија која што не снајде. Зошто се заобиколуваат правилата? Дали им е многу скапо на граѓаните да градат по правила и по книга или станува збор за нешто друго? Па најверојатно се работи за една обсесивност по што поголем профит и водејќи се потенцијалните инвеститори од тоа начело, жртвуваат, ги сметнуваат од ризиците и последиците кои може да настанат од таквиот пристап. Тука им се придружуваат и сите оние кои што треба да го спречат таквиот пристап, односно да го коригираат. Тука не би ја издвел ни инженерската средина и доаѓа до едно заедничко здружување, јас би рекол дури непријателско здружување, непријателско кон државата, кон функционирањето на системот, кое што доведува до вакви несакани настани. Се работи, може би има проткаено во сето тоа и одредено незнаење на оние кои што треба да знаат, но мислам дека доминира митото и корупцијата, а кај инвеститорите желбата да на што поедноставен начин, на што поевтин начин дојдат до профитите кои што ги постакуваат. Велите злосторничко здружување. Како изгледа таквото злосторничко здружување во хиерархијата? Кој се влегува во тој сегмент? Па многу, во зависност од тоа за каков објект се работи. Многумина треба да влезат, почнувајќи од луѓе кои што се многу блиски до врвот на власта, па се до оние најниски ешалони на службеници во државни институции, во општини и така натаму. Секој си го наоѓа своето место во тоа здружување и секој си има одредена цена. И на така добиваме неквалитет, така добиваме опасни простори, кои што се разбира од време на време, не секогаш, ама од време на време, ќе си го покажат сето она што во нив е вградено, сиот тој неквалитет, сиот јавашлук, сиот цела импровизација и се разбира се она што е незаконски исплатено и ќе предизвикаат ваков евидентен пожар кој што со себе однесе 59 млади животи. Каде се градежните инспектори во сликава? Па сигурно не таму каде што треба да бидат. Сигурно не таму каде што треба да бидат, затоа што градежните инспектори со реална инспекција на времена може да го спречат сето ова. Сега рака на срце, не знам дали во случајов е така, меѓутоа имаме се помалку градежни инспектори. Во големи средини како што е Скопје се бројат на прсти на една рака, затоа што струката градежништвото во последно време е неатрактивна, да сте граден инспектор не е едноставна работа, се работи за многу чувствителна дејност,
која што треба да биде добро наградена, добро платена, за да и добро и контролирана, за да не се премолчуваат одредени работи во градежништво, во изградбата, но во секој случај, како што се и градежни инспектори, и пазарни инспектори, и санитарни инспектори и така натаму, имаат, можеби, имаат клучната улога во тоа да спречат функционирање на вакви субстандарди објекти. Пазарните инспектори изминатава недела излегоа на терен за да во потрага да побараат дискотеки кои што се лиценцирани и на крај видоа дека малкумина од нив работат легално. Дали има потреба, како што би рекол премиерот, во една робусна акција и оние малку градежни инспектори што работат да излезат на терен и да направат еден вид чешлање на тоа што го имаме сега за да се превенираат вакви трагедии? Да, мислам дека е тоа втората фаза на ова што го спомена премиерот. Ова беше досега е само проверка на тоа дали ја имаат потребната документација. Излезе дека практично половина од оние, не знам како да ги наречам, не сакам да кажам дека се тоа некои клубови официјални, но е како да е дискотеки или кабареа, практично немаат лиценца, работат без лиценца, што е основен предуслов за работа. Второ е дали стекнатата лиценца, оние кои што имаат, ја добиле врз основа на пропишаните стандарди и правила. Правилникот за заштита од пожари е толку ригорозен да јас лично и минатата недела изјави веднаш после настанот дека мислам дека 80% од објектите треба да бидат затворени, бидејќи сигурно многу малку од нив ги задоволуваат сите пропишани стандарди. И тоа се потврдува. Кои објекти влегуваат во ова? Видете, за нас се најбитни објектите во кои што се собираат голем број на луѓе. А тука покрај ваквите објекти како што се објектите за забава, тука се концертни сали, спортски сали, училишта, болници, значи приоритет треба да се стави во ваквиот тип на објекти каде што има во исто време голем број на луѓе. Понатаму со акцијата треба да се продолжи и на стамбени објекти и на објекти каде што има помалку престои на помалку луѓе. Но во секој случај мораме добро да се освестиме и да се исконтролира се и да се поттикнат луѓето да ги задоволат условите кои што се бараат за нормално живење и работа, односно услови кои што ќе гарантираат мал ризик од вакви последици. Од тоа што вие го гледате како експерт во вашето поле, пред кои системски пропусти најмногу замижуваат градежните инспектори? Што вие забележувате како пропуст во најобична прошетка и движење низ градот? Прво што може да се види и од надвор е запазување на стандардите за безбедност при работа. Јас немам видено работник или инженер на градилиште кој е со полна опрема за безбедност при работа, која што е со закон пропишана, почнувајќи од заштитни чевли, па се до шлем на глава. Скоро и да нема, јас не скоро туку немам видено такво нешто. Значи тоа е основно, прво правило кое што треба да се почитува и кое што веднаш може да се мислам дека треба веднаш да се казни и надзорниот орган кој дозволува такво нешто ако го најдете на објект, а и секако раководителот на градилиште, сопственикот, инвеститорот и така натаму. И да се стопира градбата додека не се преземат и не докаже дека се преземени сите мерки. Тоа е од аспект на безбедност при работа. Безбедност на околината каде што се гради објектот. Сега зборувам за густо населени градски средини. Гледаме дека не се заштитени, улици се одронуваат заради несоодветни ископи, несоодветни заштити. Се доведува во прашање безбедноста на соседните објекти, само со цел да се заштеди нешто при градбата. Ние со стандарди, со пропишани правила, законски норми и не сме толку лоши, пропишано е се, ама не се почитува.
Дали алармирате до надлежните институции кога ќе забележите одреден пропуст на градилиште или вакава некаква прошетка, па да ги известите дека таму и таму се случува тоа и тоа? Па јас сум еден од можеби ретките луѓе во градежништвото кои што долго време отворено и пишува и говори за проблемите со кои што се соочуваме. И за тоа треба да се зборува. Јас би бил среќен кога повеќе мина тоа истото би го правеле, веројатно тогаш и ќе допре гласот подлабоко и повисоко и некако ќе стане поверодостоен. Ќе стане поверодостојно сето тоа. За жал и покрај сето ова најчесто наидуваме на молк, на игнорирање, инаку имам пишувано дека сите оние колосални објекти кои што се градат на водно се небезбедни, дека може да предизвикаат слегавање на тлото, дека подпорните ѕидови не се како што треба и после тоа веднаш еден подпорен ѕид се урна. Значи за некои работи човек и не треба да е некој голем стручњак за да реагира. Меѓутоа интересите и поврзаноста на она злосторничко здружување се толку силни да многу тешко може да се продре внатре и некои работи да се поместат. Кога зборуваме повторно за злосторничкото здружување, колкава е дупката во системот? Како изгледа, имајќи в предвид дека еве низ горе и поштата се запали универзална сала? Преголема, дури мислам дека луѓето кои што не се внатре во градежништвото и не знаат колку е дупката голема. И затоа алармирам постојано дека треба да бараме решение, дека не е добро така како што се збори. Некои сакаат, милуваат да кажат дека да одговорат на прашањето како се гради, дали добро се гради сега, дека да, сега добро се гради, да се гради подобро од она што се градило пред земјотресот во Скопје, меѓутоа далеку од тоа дека е добро и дека се почитуваат стандарди и правила кои што треба да се почитуваат во денешно време. Далеку сме, имаме отпор, исто така има отпор кон прифаќање на европски стандарди во проектирање. Упорно ги одложуваме и тоа за жал на барање на инженерите ги одложуваме се повеќе и повеќе. Како Европа ги користи од 2010 година, се официјални во земјите членки на Европска Унија, ги имаат прифатено скоро сите и земјите кои не се членки, оние малку, кај нас се уште никако да се како да ви кажам, да се решиме и ние да се вклучиме во тоа друштво. Зошто е тоа така? Страф од учење. Страф од ново? Да. Или од поскапо? Не, од ново. Страф од ново, затоа што треба да се седне, да се научи тоа што е ново во стандардите. И постои, според мене, ова е моје лично мислење, нормално. Не можам да тврдам дека е точно само тоа, меѓутоа мислам дека се работи за страф од учење, отпорот кон учење на нешто ново. А денес инженерството напредува толку многу техниката да ние мораме постојано да учиме за да бидеме добри. Новите стандарди, прифаќањето на новите стандарди за нас треба да бидат шанса да можеме да пазарот да ни се зголеми, да можеме да работиме и за странски земји. Сега со развојот на IT технологијата се отвараат многу можности за работа од тука да проектираме објект за Шведска, на пример. Меѓутоа, за да вие добиете такво проектирање, треба да докажете дека сте добар, да ви дадат, доверба да испроектирате. Ама ете, ние се задоволуваме да тука нешто ситно фатиме низ Македонија, само за да не се седне и да се учи. Тоа е еден проблем кој што исто така надвиснува во целата оваа ситуација. Малку луѓе се подготвени да учат, да читаат, да се информираат, за да ги следат новитетите и тоа е на зачмаеност, закоравеност и така натаму доведува и до вакви проблеми. До вакви проблеми. Рековте, по трагичниот настан во Кучани изјавивте дека изградивме систем кој што почна да ги убива нашите деца. Од каде треба да се трне, да се почне со санирање на дупката во системот за која што зборуваме? Се работи за големи оштетувања, кога се оштетувањата големи и санацијата е многу тешка и многу скапа и многу бавна.
но мора да се почне, инаку ако не, тогаш ќе се урне се. За жал, колку и болно да звучи оваа моја дефиниција, таа со случката во Кочани се покажа како точна. Прво, системот стана таков да ги иселува нашите деца, да ги отуѓува од татковината, од родителите, од пријателите, а сега со ова покажа дека системот е уште посуров. Односно, грешките што ги направивме во системот се уште посурови и ни се враќаат како страшен бумеранг. Треба да се почне од воведување на одговорност. На сите чинители, на било кое ниво, да се знае која е одговорноста и сите да бидат свесни што може да ги снајде ако направат некаков пропуст, ако не седнат добро да размислат она што го работат и ако потпишуваат нешто што не треба да се потпише. Кај одговорноста е една растеглива категорија. Нема дефинирано, некаде во некои области нема ни точно дефинирано кој за што е одговорен и од таму лагодноста на луѓето да се однесуваат така кон проектирањето. Проектирањето, изведбата, надзорот на објекти е страшно одговорна работа. Значи, ако тоа е една суперпозиција од знаење и одговорност, односно производ на знаење и одговорност. А во математиката, ако едно е нула, другиот, ако може да биде било која висока вредност, резултатот е нула. Значи, мораме да имаме и високо знаење, и висока одговорност за да добиеме добар квалитет. Склоноста, може би, менталниот склоп кон, кон корупција, кон лагодноста што се добива секој на своје ниво, нешто мати и така натаму, се не доведе во состојба, исто така тоа сакам да го потенцирам, да сега сите ние имаме еден минус пред заграда и никому не верува дека работи честно. Значи сега е многу тешко и да работите честно, затоа што секој во вас се сомнева. До такво дереже дојдовме во општеството да никој не верува дека има луѓе кои што се подготвени да работат честно, дека има луѓе кои се подготвени да работат изопшто добро, дека и покрај тоа што заработуваат, дека тоа се должи на нивното знаење, на нивната одговорност, на нивниот однос кон нештата, а не на некакви работи кои што се надвор од закон. До тука дојдовме сега. А сега, кога не се веруваме еден на друг, уште помалку му веруваме на системот. И дојдовме во една многу лоша состојба да имаме на крајна недоверба со која што не може да се живее, не може да се твори. Затоа, прво воведување на одговорност, решителност дека мораме да смениме нешто и чекор по чекор да ги подобруваме работите. Затоа треба време, многу време, но да тргнеме. Да не стоиме во место и да не тонеме како во жив песок. Ви благодарам за разговорот. Молам. Вам, почитувани, ви благодарам што наследавте. До гледање.